Почитувани, Наим Бајрами, министер во МИО од СДС и ДУИ, немилосредно ги трошел народните пари на скапи кафејани за јадење и пиење. Како што рековме вчера, денес објавуваме детали. Имено, само во еден ден, на 27. март 2024 година, Наим Бајрами во ресторан Капри во Скопје потрошил 48.500 денари. На сметката од 48.500 денари, Бајрами покрај на други јадења потрошил над 10.000 денари на пршута. Кого се гоштевал Бајрами и како се трошени народните пари, кога за еден ручек се трошени по 2 минимални плати? Бајрами во кафејана за 2 часа трошел пари колку што на едно просечно семејство му се потребни за да го помине целиот месец. А здисаното трошење на СДС и ДУИ и нивните министри, како Наим Бајрами, резултираше со ограбена држава. Власта на СДС и ДУИ крадела на се, почнувајќи од скапи ручеци и илјадници евра од службени картици, завршувајќи со матни тендери. За ограбената држава одговорност ќе има. Утре продолжуваме со нови детали за случајот со Наим Бајрами. Ви благодарам, доколку има прашања, повелете. Ви благодарам. Еве ги повикуваме СДС и ДУИ да кажат кој е планот за дестабилизација и што им е целта. Дали СДС и ДУИ заедно го спремаат планот за дестабилизација на државата од есен. Филипче потрча со статус на Фејсбук за да си ја тргне мувата од капата, но џабе и малите деца знаат дека СДС е помалиот брат на ДУИ. Сите криминали кои ги правеше ДУИ нема да беа возможни без СДС. Затоа СДС да кажат што планираат со ДУИ и дали целта е да се заштитат од одговорност за сторените криминали и ограбената држава. И СДС и ДУИ треба да знаат дека насилство и безредие нема да им помогне, напротив, и за тоа ќе треба да одговараат и да се соочат со последиците на собствените дејства. Ви благодарам.